председателя. Колешке Арта прилично тврди, да не речам радикални тези во вашиот говор, неаргументирани целосно. Дури ме чуди за професор, колку што знам дека сте професор на правен факултет, да во критериуми за попишување и попис велите дека треба да е позитивниот став на државата. Јас во закон такво нешто не сум видела. Вие, колку што знам, сте правник. А во закон треба да има критериуми, методологија и, што е најважно, дефиниции. Дефинициите тука никој од нас не ги виде, почитувана колешке. Второ, кажавте лага. Ајде да бидам по-блага, невистина. Спомнавте бојкот, па ме влечете вака за јазик да ви кажам, ако некој бојкотирал во оваа држава попис, се сеќавам 92-та бојкотиравте попис и 94-та исто така се обидовте да го бојкотирате пописот, па тогаш мораше да дојде директорот на Евростат за да ве убедува да се попишете. Сега да ве прашам, дали според вас и ова повикување на попис, на попишување на целото население што треба, ние велиме дека треба, е во ред да се попишува и резидентно и нерезидентно население. Ова не ве прашувам како член на ДУИ и како пратеник, туку ве прашувам како професор на правен факултет. Дали треба да се попишува резидентно и нерезидентно? Ние, колешке, бројот на државјани во нашата држава го имаме. Го немаме бројот на резидентно население. И ако треба да бидете кивна на некого, по однос на државјаните кои што живеат по светот, треба да бидете кивна на оние со кои што коалицирате, а до пред избори кажуваа дека најразлични комплименти за вас, затоа што за пратеници од диаспора го кренаа цензусот. Тие направија неправди кон диаспората, почитувана колешке. Така да, ќе ве молам, немој да манипулирате, не повикуваме на бојкот, туку повикуваме на еден нормален европски закон за попис кој што се носи еднаш во 10 години. Ако некој бојкотирал тоа, знаат граѓаните кои што се повозрасни, во 92-та и 94-та кој бојкотирал.